Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. Почитувани слушатели, Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола денеска ја прославува 44-та годишнина од своето основање. Поводно, во текот на вчерашниот ден, снимавме радио интервју со ректорот на универзитетот, професор доктор Игор Неделковски, кој ви предлагаме да го проследите во продолжение на програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Останете на 90,8 МГц. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, а денеска гостин во нашата програма е ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, професор доктор Игор Неделковски. Поводот е одбележувањето на денот на основањето на универзитетот 25 април. Ректоре, на почеток ви поздравувам и ви благодарам што одвоивте време за да и на ваков начин со радио интервју го одбележиме празникот на Укло. Ви благодарам на поканата. Секогаш ми е задоволство да се обраќам преку Укло радио до нашите студенти и до сите слушатели. Славиме 44 години од формирањето, поточно од формалното започнување со работа на универзитетот како втор државен универзитет во Македонија. Велат значајните годишнини значат подсетување на минатото, осврт на сегашноста и секако визија за иднината, па дозволете на почеток да се вратиме назад на 25 април 1979 година, кога и формално започна со работа универзитетот. Да, 25 април 1979 година не е случаен датум, не е случаен процес, не е некој еуфоричен или кампањски процес. Тоа е само ставање во круна на еден процес кој што трае скоро 100 години. Првата научна установа која е дел од Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, и која е прва научна установа во рамките на денешната Македонија, односно Република Северна Македонија, е научниот институт во Тутун, основан пред 99 години, односно 1924 година. Потоа, процесот на едукација се развива со основање на серија факултети, виши школи, и тие, според денешниот закон наречени единици, во 1979 година се здружиле во Универзитетот Свети Климент Охридски. Тоа се, да ги спомнам, економскиот факултет во Прилеп, правниот факултет во Битола, кој што покасно престанува да постои, техничкиот факултет од Битола, факултетот за туризам и угостителство Охрид, вишата земјоделска школа Битола, која денеска е прерасната во факултет за биотехнички науки, педагошка академија Битола, спомнатиот институт за Титун и хидробиолошкиот завод. Денеска хидробиолошкиот завод е придружна членка согласно серија трансформации, согласно измените кои што се случувале во законите од тој период до денес. Покасно се вклучиле Институтот за старословенска култура Прилеп, исто денеска придружна членка, матичната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, Битола, исто придружна членка, студентскиот дом Кочо Рацин, исто придружна членка, и вишата медицинска школа, која денеска е висока медицинска школа, која се придружува со незиното основање во 1988 година. Универзитетот се проширува пред 15 години
кога се формираат правниот факултет во Кичево, технолошко-техничкиот факултет Велес и ветеринарниот факултет Битола, а претходно се придружува и факултетот за безбедност од Скопје. И последна единица е во 2014 ново формираниот факултет за информатички и комуникацијски технологии Битола, кој што претходно функционирал во рамките на техничкиот факултет и во рамките на сега веќе згаснатиот ФАМИС факултет. Така да Универзитетот Свети Климент Охридски од ова можеме да видиме дека не е случајна никаква политичка одлука, не е никаква организација формирана како резултат на некоја општествена еуфорија, туку е организација која еволуирала од првата научна установа, од првите образовни установи и кога веќе се видело дека во овој регион има капацитет тие да се здружат и да делуваат како самостоен универзитет, се донесла таа одлука на 25 април 1979 година, датум кој што се поклопува и со оснивањето на Македонското научно друштво во 1960 година, која исто така има своја символика дека и активностите на научното друштво исто така биле една од основите кога тогашните општествени структури одлучиле дека во овој регион има критична маса да се формира универзитет. Значи класичен пристап оддолу нагоре. Не со декрет, не со некоја желба, туку оддолу нагоре. Во регионот функционирале наставни установи за високо образование, функционирале научни установи и тие одлучиле да се здружат во универзитет. 44 години Универзитет Свети Климент Охридски Битола УКЛО останува и продолжува да биде водечка високообразовна организација во регионов која на прво место го става образованието на младите луѓе, научно-истражувачката работа. Универзитетот нуди над 48 студиски програми за прв циклус студии, 57 студиски програми за втор циклус студии и 20 на трет циклус студии. Значи едно заокружено образование за сите кои што сакаат да се наградуваат. Апсолутно. Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е државен универзитет и како јавна установа има цел да го штити и се грижи за јавниот интерес. Во Македонија образованието имаме двоен систем, значи и комерцијален и јавен интерес. Комерцијалниот е најчесто се ефектуира преку приватните универзитети и преку вториот и третиот циклус на студии кои што не се финансирани од државата, а првиот циклус е јавен интерес. Значи, ние како јавна установа, како државен универзитет, мора да се грижиме за јавниот интерес во државата, но и регионот. А денеска, преку овие голем број на студиски програми што ги спомнавте, нашата мисија за зачувување на јавниот интерес е не само високо образовани кадри, туку и намалување на миграцијските процеси. Имавме период во развојот на нашата држава кога беше проблем вработувањето, беа проблем затвореноста заради визните режими и така натаму. Денеска државата е отворена. Па дури и за работни дозволи веќе нема толку бариери како што имало порано и нашите млади луѓе можат да си носат одлуки за собствената иднина да биде реализирана не само кај нас, него било каде во Европа или во светот. Но ние како држава, како регион, мора да се грижиме
тие млади луѓе да останат тука. Затоа, мисијата на универзитетот не е само образовна. Туку, денеска е клучен јавен интерес за држувањето на младите, но не само во државата. Голем проблем е исто миграцијата кон главниот град, кој што веќе се соочува со огромен проблеми од инфраструктура, од премногу жители, а од друга страна имаме региони кои што стагнираат. Така да ние со овие мноштво студиски програми сакаме да му понудиме на секој млад човек можност да тука, дома, се образува и потоа е полесно да го задржите тој млад човек кога студентските денови ќе ги помине дома или во својата близина, ќе формира свој круг на пријатели, може би ќе заснова семејство, ќе најди работа и ризиците од миграции се помалку, бидејќи тоа е она главното што сега нас како држава не боли, да речам на некој начин, тоа е миграциите. Ако се навратиме повторно на бројките врзани за универзитетот, покажуваат дека над 36.300 дипломирани студенти на УКЛО веќе имаме, а бројот и натаму ќе се зголемува. А да не ги заборавиме тука и над 2500 магистранти, над 450 доктори на науки. Квалитетен кадар кој што е препознаен како дома, така и надвор од земјата. Апсолутно. Ние сме горди на нашите бројки, стоиме за тие наши кандидати. Овај регион, значи Пелагонискиот, Југозападниот, Вардарскиот, па и во главниот град Скопје, во голема мера е управуван, раководен, бизнисот се води од наши алумни. Имаме огромен број на студенти кои што водат собствени бизниси, кои што се врвни експерти во своите фирми или организации. Имаме луѓе кои што се на високи менаџерски позиции, како во приватниот, така и во државниот сектор. И ние треба да сме горди на тоа. Не можете да речете дека едно општество, една заедница која напредува, ја водат кадри кои што се неквалитетни. Значи, тие кадри се квалитетни, се избориле за своето место во општеството и во заедницата, а ние, како универзитет, сме му помогнале да ги направат првите чекори во професионалниот развој. Јас знам дека е мода сега често да се критикува големиот број, посебно на магистранти и на докторанти. Тоа е веројатно останато од некои социјалистички размислувања, каде што докторирањето беше врв на некоја кариера. Не. Во Европа се докторира обично докај 35-та година, најкасно и помлади, и тоа е почеток на кариерата. Докторатот е само парче хартија кое кажува дека тоа лице покрај со стручна е обучена и да има и научна работа. Значи, покрај што е добар инженер или добар правник или добар социолог, може и научно да истражува во тие области. И генерална тенденција е да не се прави баук. Често пати и јавните медиуми прават баук дека има толку магистри, ама се невработени или не знам како, не можат да најдат работа. Вработувањето е една работа, академскиот едукација е сосема друга работа и ние сме посебно горди што и ќе дадеме акцент во наредниот период на вториот и третиот циклус магистерски и докторски студии, бидејќи знаете, од едуциран човек нема лошо. Од многу учени луѓе не може да биде лошо. Може да има некои сладки проблеми да се решат, но е многу подобро од необразована нација. Така да ние сме горди на тие бројки и ќе
така да речам, ќе притисниме во иднина да се зголемуваат. Првиот циклус е врзан и со демографските карактеристики на општеството. За жал, цела Европа стагнира, стариот континент сега и реално старее, бројот на матуранти се намалува од година во година. Тоа е една тенденција која е присутна во цела држава, дека имаме намалување на бројот на студенти на прв циклус, затоа ние посебно ќе се ангажираме на вториот и третиот циклус. Врзано со третиот циклус, еве да кажеме дека во рамките на одбележувањето на денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ќе се промовираат и тројца нови доктори на науки. Нешто што е како традиција при одбележувањето на ваквите настави. Да, ние традиционално два пати годината по повод денот на основањето и по повод патрониот празник промовираме доктори на науки кои што се вршат на централно ниво, на ниво на универзитет. Да, утре ќе имаме промоција на тројца доктори на науки и тој процес си тече тековно. Морам да се пофалам дека оваа година УКЛО запиша најголем број на студенти на трет циклус во прва година од формирањето и посебно не радува фактот што повеќе од половината се странски студенти, што исто така е еден доказ не само за квалитетот, но и за реномето. Кога студирате вие во странство, морам да кажам дека во Македонија воопшто не е ефтино студирањето на докторски студии. За странски студенти зависи од факултет до факултет, изнесува околу 6.000 евра за 3 години, значи некаде околу 2.000 евра годишно. Тоа не е кога ќе се земи економската состојба на регионот, воопшто не се мали пари, и за да странски студент го избере универзитетот, се води, значи, не само од квалитетот, туку и реномето. Значи, шансите со таа докторска диплома во својата матична држава да просперира по завршувањето на докторските студии, и тоа е факт на кој што не треба да сме лажно скромни, треба да се гордееме со тие бројки и со тој факт. Ќе направиме сега една музичка пауза, ректоре, па ќе го продолжиме разговорот. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц.
Почитувани слушатели, ве потсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Денеска гостин во нашата радиопрограма ректорот на Универзитетот, професор доктор Игор Неделковски, а поводот, како што кажавме на почетокот, е одбележувањето на денот на основањето на Универзитетот 25 април. Одбележувањето на годинава на УКЛО е со едно символично, можеби, представување пред младите кои се наоѓаат на крстопат каде да го продолжат образованието, но и со промоција на работните места кои што бизнис заедницата од регионот ги нуди за младите невработени лица. Универзитетот организира отворен ден, УКЛО и пријателите, нови перспективи, настан кој се одвива на плотото пред офицерскиот дом во Битола. Голем настан, би рекле, со голем број на учесници, голем број на гости, почнувајќи од основните, средните училишта, оние што се наша целна група во моментов, нели? Тука ќе бидат сите единици на Универзитетот Свети Климент Охридски, кои што ги промовираат своите студиски програми, можностите кои што им ги нудат на младите луѓе, она со што располагаат за да им помогнат во образованието, можностите за мобилност и за стипендирање, значи се она што ги интересира, за секој да може да го пронајде своето место тука. Да, оваа година, денот на одбележувањето на формирањето на УКЛО, го спојуваме со настан отворен ден, бидејќи секој основање, секој почеток со работа, значи отворање на врата, отворање на врати. Затоа символично денот на основањето, кога пред 44 години биле отворени вратите на ректоратот на универзитетот, сакаме да го споиме со отворање на вратите денес за нашата заедница, за нашите матуранти, за нашата бизнис заедница, за нашите невладин сектор, но и за општествените структури, општините, јавните предпријатија и така натаму. Отворениот ден ќе има серија од настани и тоа започнува уште денес со работен состанок со директорите од средните училишта. Ги повикавме средните училишта од овој регион, од градовите, шесте градови во кои функционира нашиот универзитет, да дојдат да продискутираме како во иднина перманентно можеме да соработуваме. Се со цел тие уште во нивните средношколски денови да им ја всадат желбата на младите да останат тука, а ние потоа ги преземиме и ги обучиме да тука можат да заработуваат и да имаат пристоен живот. Потоа, како што рековте, утре во офицерски, не само на плотото, туку и во зградата имаме паралелно огромен број на активности, од музички настани, представување на сите факултети и студиски програми. Имаме неколку пионерски чекори кои ги правиме и ги обзнануваме во утрешниот ден. Пред се договорот со градоначалникот, односно општината Битола, за летна студентска пракса во општината. Многу битна работа, бидејќи општина Битола одлучи да ги стипендира тие студенти кои што еден месец ќе проминат на работа во општинските служби и јавни предпријатија и да им помагаат на администрацијата. Подпишуваме договор со регионалната стопанска комора. Подпишуваме договор со БИМИЛК. На овој начин сакаме да обзнаниме дека универзитетот е отворен за нашата бизнис заедница и бизнис заедницата е секогаш добре дојдена да се вклучи во активностите на универзитетот повторно со цел кога ќе завршат студентите веќе да бидат на некој начин регрутирани од фирмите и да си продолжат со работа во фирмите во регионот. Значи правиме еден континуитет. Ние
се обраќаме до средните да ни дозволат да имаме континуирана соработка, а бизнис заедницата да биде континуирано присутна во студиите во текот на студирањето. Но подпишуваме и го обзнануваме проектот Укло мрежа, символично со две невладини организации, Преда Плюс и МКЦ, а потоа сите граѓански организации ќе бидат добредојдени да се вклучат во активностите на Укло преку заедничко аплицирање на меѓународни проекти, бидејќи Укло има знаење, а невладините пак организации имаат вештини за аплицирање, пишување на проекти и исто тоа ќе биде еден клучен проект кој што ќе го промовираме утре, а нормално на платото следи и студентска журка со согласно програмата многу групи, но групи средношколски групи, студентски групи, диџеи веројатно познати меѓу младите или не толку познати, ние им даваме можност преку нашиот отворен ден да му се обратат преку своите музички перформанси, да му се обратат на сите млади и да знаат дека Укло не значи само учење, Укло значи и забава, спорт, дружење. Рековте дека веќе утре ќе се подпишуваат договори со невладини организации, но исто така и со компании, нели? На самиот отворен ден, освен штандовите на единиците на универзитетот, тука ќе бидат и штандови на фирми кои што нудат своји работни места за младите луѓе, ќе бидат промовирани стартапи, можности за младите повторно, а се со цел, како што рековте, младите да ги задржиме, да бидат тука во Битола, да студираат на Укло, но и натаму својата кариера да ја развиват токму во својот роден крај. Апсолутно. Јас како што кажав, Укло секогаш за сите фирми ќе биде отворен да се присутни постојано. Овој отворен ден е символика, бидејќи го обзнануваме процесот, а тој процес очекуваме од наесен да продолжи со секојдневно присуство првен во практичната настава, било преку нивни стручњаци на нашиот универзитет, било преку моделот на дуално образование и испраќање на наши студенти во нивните хали, канцелари, но и тие можности за вработување, кампањи, опремување на единиците на Укло да бидат перманентна активност на фирмите, да бидат едноставно сакаме Укло да стане како некоја испостава, како некој хаб на стопанството и нестопанството од регионот, бидејќи на тој начин фирмите реално можат да си обезбедат просперитет, не само по квалитетен кадар, него и на многу поевтин начин отколку да прават кампањи, реклами преку јавни медиуми генерално, бидејќи тука што се вика скоро без никакви трошоци се на изворот, на самиот извор, кога веќе се прават тие јавни кампањи, нашите студенти веќе излегле од изворот, веќе се потечението и сега многу е потешко да вие ги насочите, еве така да речем, кон вашата фирма. А овде во самиот извор ќе имаат можност да им се обраќаат на студентите, да работат со студентите, така да ние сме многу амбициозни и очекуваме во делот на практичните вештини да се подобри ситуацијата, бидејќи очигледно, иначе тука сме во една, да речем, пат позиција, каде што потребни се сериозни вработувања и инвестиции од државата, за да ние може пракса да обезбедиме нас во самите единици, што е малку веројатно. И тука е реално дека фали практични вештини кај студентите и со овој чекор ние мислиме дека сите кои што сакаат да се вклучат во образовниот, сите фирми кои што сакаат да се вклучат во образовниот процес ќе им биде овозможено тоа. Добро, ректоре, сега кон крајот на ова интервју рековме дека ваквите големи годишнини се и време кога треба да се погледне напред, па еве која е вашата визија за универзитетот, каде го гледате понатаму?
имаме повеќе цели. Една е проширувањето на универзитетот. Повторно се враќам дека никогаш немате проблем со едуцирани луѓе. Значи имаме намера со нови студиски програми, можеби и нови факултети, да го прошириме универзитетот. Јас најавив неколку пати, тие процедурите се во тек, се долги административни процедури. Подобрување на практичните вештини ни се многу битни на студентите, но и ангажирањето на УКЛО во заедницата. Многу ни е битно да граѓаните во општините каде што делува УКЛО го перцепираат како дел од нивната заедница, кој што овозможува сериозен развој не само на заедницата, туку на идните генерации, бидејќи без квалитетен универзитет, без универзитет кој што делува тука локално, нема да имаме напредок на регионот и тука мора сите општествени фактори да се свесни дека универзитетот се формира исклучиво заради развој на локалната заедница во која што делува, и јас тука го гледам универзитетот во иднина како еден од клучните фактори за економски, општествен, но и личен човечки развој на граѓаните во општините, во регионите каде што УКЛО делува. И сега сосема за крај, која ќе биде вашата порака или честитка до студентите на УКЛО, до вработените на УКЛО, но и до поширокото граѓанство? Нели рековте дека УКЛО сите треба да го чувствуваат како свој? Да бидат проактивни, да се водат по на Кенедиевска изјава: не прашувај што татковината може да направи за тебе, туку што ти можеш да направиш за својата татковина. Во овој случај, татковината е олицетворение во универзитетот. Преку нивната проактивност, желба и можност да се остане дома, сите ние, посебно младите луѓе, правиме многу за нашата татковина. Ректор Неделковски, ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам за гостувањето во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола и уште еднаш да ни е честит денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Благодарам, дека ни е честит и за многу години.
Последевте радиоинтервјуто со ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, по повод одбележувањето на 25 април, денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Интервјуто го водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Тонска реализација Љупчо Цветковски. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. УКЛО ФМ Битола, април 2023 година. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. uklo.edu.mk